Така, значи јас сум пчелар пред 16 години активно, пред тоа бев пасивно теоретски само по книги. Закачи. Работам со ЛР кошници. Имам нешто малку дадам блат, меѓутоа ЛР ми е главните кошници со кои што работам. Работам со стотинак пчелни семејства на 3 локации. Едно време селев, во последни години не. Јас се селам, они си стојат секој на своја локација, евентуално селам од една локација, значи интерна селидба, од една локација на друга. Првата локација ми е во училишниот двор. Повеќето од вас го имате посетено овој пчеларник. Убава локација, убаво све, меѓутоа за работа одличен, меѓутоа за мед не можам да се пофалам од таа локација. Тоа е повише за екзибиции, за ученици, за вежби, за експерименти, за правење на проектни задачи. Во последно време ни е многу популарен што ни доаѓаат стално од Еразмус проекти, нашето училиште е активно на тоа поле и ни доаѓаат од цела Европа, ни доаѓаат групи кои што обавезно поменуваат низ училишниот пчеларник, каде што им го презентирам. Нели, зависно од нив, тие не се пчелари, ученици, некои кои што не важно да пробаат директно од кошница мед и да дзирнат барем на секунда внатре во, ако дозволува време, зависи кое време доаѓаат. Значи има работено многу, има илјадници слики, значи од овој пчеларник, значи сите активности што се во преку година, од подготовка на рамки до еве овдека моментално ова слика со дезинфекција на рамки, прегледи, експеримент за поленофаќачи, кој е најдобар, значи тоа правевме едно време. Во секој случај тој ми е така омилен пчеларник за да можам јас да се релаксирам и да си што викам на колешка, ајде ќе идеме на психотерапија ако сакате. Веќе дојде нервоза, па ајде да отвориме некоја кошница на психотерапија. Втората локација ми е градиште, тоа ми е централната локација, затоа што таму имам и објект каде што можам, нели, да и како магазин и за некои основни работни активности кои што ми требаат. Тука ми е главно, сите локации, сите пчеларници ми се целни, значи се знае каде што работам. Овдека ми е главно за матичен млеч и ако немам доволно пчели, од Којнаре ќе однесам таму, така да ги комплетирам, пошто кога ќе почнем со матичен млеч, работам со 21 до 23-4 друштва. Значи целиот пчеларник го користам, а останатите пак ми се за наоѓање на материјал за ларви. И ова е убава слика од кој бев и јас домаќин, нели, на ова наше здружение, на ова наше друштво. Втората локација ми е Пезово, таму пошто ми е така преку рука што се вика, таму повеќе работам за мед. Не повеќе, него исклучиво за мед. Значи сите нив ги спремам за мед, едино кога некој ќе зафали, нели, таму ништо не правам. Не правам роеви, не правам ништо таму. Ако видам дека некој не ја бива за мед, одма затварам, не чекам ноќе, не чекам за тоа што тука се мои пчели, затварам, врзувам и носам доле у градиште и после од неја правам што ќе правам, нели, ќе ја рехабилитирам или ќе ја делам или било како. А горе на тоа упразнето место, каде што има, ќе вратам и ќе го надополнам тоа. Таа локација има капацитет од 50-тина, меѓутоа во последни години имам и намален број. Убава локација, значи нема ветер, нема, значи има убава експозиција јужна. Овдека ова ми е измешан слайд, значи овдека како ги чувам преку зима вишок на рамки, посебно овие плодични рамки, значи преку зима на мрежа горе, значи нема никаков проблем. Многу ми се битни овие рамки, овие плодични рамки ми се многу битни, особено вакви убави како оваа што се гледа, особено за кога вада матичен млеч за ларви, значи за убави ларви да може да најдам. Пошто тука, кои тие што вадат млеч, знаат дека
Тоа е еден од главните проблеми, да најдеш ларви. Еднаш ќе најдеш, ама секој ден, 20 дена, или колку дена ќе работам, зависи, е проблем секој ден да најдеш, и тоа во тој период кога јас вадам во месец јуни, јули, зависи од година, зависи од моето слободно време. Сега може да почнеме пак уште нешто општо. За клима би сакал нешто да кажам, нели? Кои се климатски фактори? Овие се основни климатски фактори: температура, влага, врнежи, суша, сето тоа спаѓа во клима, нели? Сето тоа е основа за медоносни растенија. Ако нешто не им се угоди од било кој од овие климатски фактори, дали превисока, дали прениска температура, ветрови, врнежи кога најне ни требаат, нели? Ништо од мед таа година. Така да пчелите директно зависат од медоносните растенија, а медоносните растенија пак директно зависат од климатските услови за таа година кои што се. Порано, јас не знам за вакво пчеларење, пошто сум релативно млад практичар, 16 години. Порано кажуват, нели, а знаеме, сведоци сме за тоа, и јас сум од тие постари генерација кога имаше годишни времиња поделени, нели. А сега како е? Сега од кратки рукави у јакне. Значи, нагли промени, и тоа многу влијае на овие медоносни растенија, индиректно и на самите пчели. Сега прашање, што сега? Што би можеле да направиме сега? Има размислување, два правци има. Едно е да ја смениме клима, мислам, можеме да влијаеме на нешто, на подобрување на клима, меѓутоа да ја смениме нема да можеме, ама можеме да се бориме, односно да даваме некој допринос, да ја подобриме таа состојба кој што е моментално. Или другото е да се прилагодиме на ново настанати услови, нели? Што е факт и што мораме тоа да го правиме. Сега како? Како ќе се обидуваме нешто, да ја следиме пчелата, а не календарот кој што го читаме по книги. Тоа никогаш не ни било така, нели, да земеш да читаш по литература, по книги, треба да се чита, меѓутоа да ја знаеш убаво биологијата, ама ако ги следиш календар преку година, тоа може да биде многу измешано. Значи, тоа што треба да се прави можеби во април, ние во март ќе го направиме, и обратно. Имало години во април, ние се уште не можеме да отвориме пчела. Лоша година, лош почеток, лош старт и така. Инаку, пчела, кој фактор е за како ние можеме да допринесеме да ја подобриме, нели, пчелата? Порано 50 на милиони, уште пред да се појави човекот на ова планета Земја, пчелите постоеле и обстојувале. Па тогаш веројатно имало многу поголеми катастрофи, многу поголеми катаклизми, нели, во природата, меѓутоа пчелата сепак обстана. Меѓутоа со појава на човекот и со појава на пчеларот, многу се вмешуваме, како и во целата природа, се вмешуваме во биологијата, во природата на самите процеси, и нормално дека грешиме. Грешиме, и токму и заради тоа се појавуваат овие климатски промени. Не најверојатно, него сигурно, затоа што главните фактори на промени, овие климатски промени се овие фабрики, издувни гасови од возила, моторни фосилни горива и така. Да не беше човекот, нели, природата би си била како што си беше. Сега, што може пчеларот да направи во ваква ситуација? Во денешно време, како што пчелариме, тоа е единствен, мислам, најисправен начин е да одржуваме силни пчелни заедници, силни пчелни семејства. Сега, тоа е малку, нели, различни патишта има, различни мислења има, како да дојдеме до тие силни пчелни семејства, кои што не само што ќе ни донесат поголеми приноси од мед, туку и ќе се изборат против повеќето болести и повеќето, пошто за болести, нели, лани зборевме дека главниот фактор е силно пчелно семејство.
силно пчелно семејство, ни една болест не му може малтене ништо. Има повеќе фактори, нели, како да дојдеме да имаме едно силно пчелно семејство. Тоа е локација, пчеларење без сентименталност, храна присутна во семејството, матица и борба против вароа. Локација, знаеме кои фактори треба да ги, и пчелата знае, нели, кога се рои, нели, извидници, ројот ќе се фати на прва гранка во околина, меѓутоа извидници идат и барат соодветна локација која што на нив ќе им одговара. И го водат ројот на тоа по-безбедно место и по-убаво за нив. Ние како пчелари, за жал, не сме во ситуација да бираме многу место и локации. Па скоро сите од нас пчелариме таму од каде што ни е потекло или од каде што ни дале некое нивче или од каде што, нели, имаме негде ресурси каде да започнеме да пчелариме. А не идеме ние како пчелите па да бараме, нели, има што треба да има. Треба да има прво и основно вода за тие пчели, треба да има добра поленска паша за развој и треба да има медоносни растенија за нектар, да добиеме мед. И тоа се тие повеќе фактори. Меѓутоа, многу тешко ни се угаѓа на сите овие фактори да ги имаме. Така да, со селење на пчели, нели, на кој се занимава кој има можности, нели, за селидбено пчеларење, тогаш може да ги исполни сите овие услови. Иде на развој, па од развој на една паша, на втора паша и така. Пчеларење без сентименталност како еден од фактор за силни пчелни семејства, тоа вакви друштва не ни треба. Значи, штом ќе се појави некое такво друштво, гледаш угаво, не бива ништо од него, ама ние повеќето од нас сите сме сентиментални. Не, грота, некако ќе се најде и уште малце нека поседи. Меѓутоа, тоа само ни прави штети. Тоа е извор за болести, за грабежи, значи немаме фајдени од такво семејство и затоа треба што поскоро тоа пчелно семејство да се уништи. Ако процениме дека е здраво, ќе го споиме, ако процениме дека не е, дека е во прашање некоја болест, се сомневаме, ич не мора да размишljаме, само да се посомневаме дека е некоја болест, значи тие рамки комплетно вадиме во топилник, пчели и стреси и завршена работа. Или, не дај Боже, ако е некоја посериозна болест да диагностицираме, тогаш треба и самите пчели да се угушат. Храната, погонско гориво за нив, они без храна како и ние пчели не можат да живеат, не можат да функционираат. Мед секако дека е најдобра храна, полен исто така, медот ни е енергетската храна, поленот ни е протеинската храна, извор на протеини. Полен малте не и нема замена, има, нели, некои протеински додатоци во храна кои што, нели, ветуваат дека ќе има некаков резултат, меѓутоа, искрено да ви кажам, јас не сум приметил некаква активност на пчела ако додадеме полен или ако некој од тие додатоци. Ако нема во природа полен да они го донасат, тогаш се гледа она активност на самата полетаљка и на самата пчела. Кога има во природа полен, тогаш може и да доздаваме храна, енергетска храна, може и да делуваме на... Значи, поленот е основниот индикатор во природа дали ќе се развива или нема да се развива пчелното семејство. Што се однесува до храна, есенско дополнување со сируп во последниве години, тоа е сите напредни пчелари ова го употребуваат, го применуваат. Значи, есенското е најважното прихранување со сируп и тоа со големи порции, за да направи резерви, затоа што ние претходно сме го извадиле вишокот на мед, па тоа што останало најчесто не е доволно за да може да презими. Тогаш е моментот кога може да сипеме сируп и затоа што тие пчели и така се краткоживеејќи, кои што имат краток век на живење, нивната функција, нивната улога е токму тоа. Значи, тие имат задача да го преработат тој сируп и да го складираат во облик на мед во сатовите.
Прв пат ја кога видов ова горе слика што е, тоа е хранилка отворено и тоа беше негде во есен во Словенија кога бев во посета таму, негде беше октомври месец. Септември, октомври мислам дека беше. И тој колега пчелар кој да видиш нешто, гледам ја, што е ова? Ние овдека имавме, ја имав тие хранилки 700 мл, а никад не може да собере 700 мл, пошто закривено, закосено, највише пола литар сируп, и ние храниме, вика. Ама сам ги на ранија пчели. А две кофи, слама у нив и сируп пун. Тоа е прихрана, есенска прихрана. Ама тогаш ми беше чудно, леле, ако ни каже, вика, 10 кила, вика, ние трошиме 10 кила минимум по пчелно семејство годишно сируп. Што за есенско, што за пролетно. И ја викам, некој кило. Па да, нели, беше со джезве, па у тие мали хранилки, цврц, на сваку кошницу по малце, и тоа било прихрана. Тоа е играчка, лижавче. Погача е дискутабилна, затоа сум ставил прашалници. Дискутабилна е во, нели, не е далеку дека е лоша погача, погача треба во одредени моменти, меѓутоа кога ќе се дава погача. Погубно за пчела е да се дава погача откако ќе се произведе зимска пчела па до февруар месец март, кој ќе почне да излегува млада пчела. Затоа што нејзина мисија, нејзина задача на таа зимска пчела, која што е полна со масно ткиво, полна со живот, нели, она се штеди, она не ги работи основни задачи во пчелно семејство. Тие пчели се штедат, се чуваат, само имат задача да ја хранат матицата, да ја одржуваат микроклима во пчелното семејство и главната нивна задача е да го отхранат првото легло што ќе се појави во јануари и во февруари. Штом тие ќе го исхранат тоа легло, нивната мисија е завршена. Тие умираат, штом почнуваат да се изведуваат млади пчели, тие више ја завршуваат таа работа. И затоа повеќето од наука сега што зборат, па јас апсолутно сум за таа теорија, пак се ова теорија, нели, дека не би требало погача да им даваме во тој период додека е зимската пчела внатре, за да не затоа што ќе треба да троши многу енергија она, значи кога ќе дојде време да храни легло, она е више истоштена, потрошено масното ткиво, потрошена, истрошена самата пчела. Пролетно чистење на рамови со малку мед, тоа се мисли на прихрана, нели? Ги вадиме сите тие рамови од страна, од горе, од долу, нели, кои што имаат мед па не доволно, и ги додаваме. Дали од озгора во збег, дали од страна преку преградна даска, дали во цело тело од оздола, значи зависно колку имаме и зависно кој како ќе процени. Значи ова е во контекстот, веќе го кажев, ова е во АЖ кошница, која што е внатре, значи ова е во просторија, ова се гледа павилјонско пчеларење, значи ова е од надвор што се гледа, овдека се сите различни, тука има стотина пчелни семејства, во различни слики ученици си сликале за да може, нели, пчела да си ја знае својата куќа, а внатре си просторија, тука му е опрема, све алат, како плакар, отвори си кошница, има си бројче, отвори, гледа, еве што се гледа од внатре. Матица како фактор за силно пчелно семејство. Матица е, нели, што викаат, таа една дефиниција, не знам од каде имам прочитано, вика срце и душа на пчелно семејство. Значи све што е лошо, ако е агресивна, смени матица. Ако е болна, смени матица. Ако не донаса мед, смени матица. Ако има слаб развој, одма ќе ти посоветуваат, смени матица. Значи гледате дека све. И на крај, ако даде многу мед, добра матица, дај легло од неја, ќе направиме друга таква матица за да ги размножиме, да ги прошириме. И на крај, што реков, борба против вароа, тоа ни е единствена, нели, напаст која што не може наука денеска да се справи.
и колку нели во цел свет има највише од сите живи суштества највише литература има напишано за пчели и се уште најнедокажана, најнедопроучена област за сите научници. Ќе истражува, тоа е тоа, не знам. И толку, крај. Нема уште некои работи откриено што е тоа. Исто и со оваа вароа, напас кое што најдобро е унакрс на ватра, што вика. Све што може, нормално се што е, не глупости да правиме, нели, што е познато, што е чуено, што се продава, што е лиценцирано од овие екстракти билни, од киселини, оксална, млечна и така натаму. Сега, кои се работи во пролет. Така ги поделив од сега, од јануари, сега декември, оксална и ништо друго. Јануари за мене се уште мир. Нема ништо тука. Уште започнува, мада нели вика дека прво легло, ново легло, нели, се појавува во и тоа во како билоско око, како едно кругче во декември, во 22 декември, меѓутоа тоа е незначително. Во јануари започнува помалце, дури во февруари веќе може да кажеме дека имаме легло. Пак зависи од година, меѓутоа од прилике тука некаде во февруари. Во март иде прв пролетен преглед, ако дозволи време, да биде над 18 степена Целзиусови температура, за и да биде сончево, да нема ветер, за да може, нели, на рад да направиме по-озбилен преглед. Претходно може ние во февруари, кога ставаме погачи, пак ќе дзирнеме поискусни пчелари, значи од озгора само да погледне, јасно ќе ме за каква кошница станува, за какво семејство станува збор, меѓутоа може и да се дзирне внатре. Но во март веќе може да се направи по-озбилен преглед и да се види што ќе прегледаме. Ќе прегледаме дали има доволно храна, дали колку треба да им додаваме храна, дали има матица, дали има легло, ништо повише. После во април следи ширење на легло, во март, нели, прво после преглед иде стеснување на легло, дали со преградни даски, дали со рамови, со мет и полен, нели, да го укуткаме по кумановски леглото, нели, да го утоплиме, да може побаво да си створи таа микроклима внатре. И после во април иде постепено проширување. Штом ќе ги запоседне сите тие рамки што сме ги стесниле, нели, останало 4, 5, 6, 3 некој пат може да биде, нели, и после постепено додаваме извлечени рамки. Извлечени рамки не веднаш овие сотни основи дури понатака, барем моје мислење е за тоа што кога вика за сатни основи боле е закасните него прераните. Затоа што кога ќе ставиш, па ќе го ни натам, па ни натам, значи некако преградна даска, па повлече некои како присилни матичњаци, значи грот, значи само си направил штет. Затоа чекам што подоцна, тоа убаво, значи да ставам сотна основа, да знам дека одма утре извлечена и занесена, а не да се тегави. Ако сме пошириле, направиле све во април, у мај бркање на роеви. Тоа ни е на ред, затоа што кај мене зборам тоа е така, затоа што кај мене немам багремова паша, багрем може да има тек тук него некој за развој. Меѓутоа за озбилна паша да даде спрат со мед, јас таква паша немам. И затоа викам бркање на роеви. Во тој период пчелите бомба, спремни, ама нема што да донесат. И затоа ќе биде во тој период борба против роењето. Во јуни си иде медобер и во јули месец симнување на медишта. Плюс минус кај повеќето од нас е овој календар, следејќи ја природата и следејќи ја пашната состојба кај мене што како се развиват, кај мене е така. Сега борба како до тој побрз пролетен развој. Сите сакаме, нели, тежнееме да што побрзо да ни се развие пчела, за да може, нели, да биде спремна кога ќе дојде време за прва главна паша, да може да сме ние спремни, односно и самите пчели да бидат спремни. Целта е, нема да ги броиме пчели, нели? Нема да знаеме колку има пчели што има, по легло.
гледаме да има што повише легло. Ја стимулираме, ја мотивираме матица да носи што повише јајца, со додавање на соодветно време да додаваме рамови, за да може да се шири легло и да имаме што поголем број на рамки со легло. Тоа е индикатор за силно пчелно семејство. Не ме страх од, вика, ќе се ама да не претераме, нели, па да успориме. Не. Јас идам што повише нека она носи, а кога ќе дојдат оние пчелни семејства дека се бомба, дека роев нагон, тогаш нешто друго ќе им направам за да ги искористам, а да не ги изгубам на гранка. Полен, како што реков, основен фактор во природа, кај нас има, не можам да се жалам, во тој период, во пролет, има полен, доволно да се развиваат. Нема некој екстремно вишок, како некои што викат блокирани рамки со полен, нели, па ќе направат по 5-6 рама. Нема место за легло, туку ќе прави полен ќе направи. Го немам ова во слајд, ама кога спомнав тоа, убаво е да кажем на пчелари кои што имаат таква поленска паша, што да им правам, вика, на тие рамови. Од Велагиќ го имам ова слушнато на едно предавање, и го имам и прочитано, имам книга од него. За Босна е, нели, број еден од водечките пчелари. Он вика, сите тие рамови што се, и размислувам, држи вода екстра. Сите рамови кои што се вишок со полен, доста се две рамки да има со полен, нели, во кошница, ама има блокада. Сите тие се вадат и се стават во едно празно тело, празен сандук, и на некое силно пчелно семејство. На силно пчелно семејство, не на некое шугаво, на матична решетка, и тоа тело ќе се стави. И како ќе вадиш рамови, ставај таму како во магацин. 1-2 спрата, па на некое друго. Значи, сите вишок рамки ќе се извадат на едно сконцентрирано место. И во тие сируп сипи, пошто они со полен се блокирани, сируп сипи максимално колку може, тоа е силно пчелно семејство, се уште е пред паша, и они ќе го дополнат со мед. И тоа тие резервни, златни рамчиња, рамови кои што се за зимување. Идеални рамови за зазимување, после ги само поделиш, после медобер, после симнување на медишта, само ги поделиш тие рамови таму каде што треба. Нормално дека, нели, си го ставил на силно пчелно семејство, па после тоа ми го треба за мед, ќе ги тргнам, ќе ставам на некое послабо, кое што нема мед да ми донесе, не сака медиште. Едноставно не е спремно за медиште, на такво некое пчелно семејство, и оно ќе си ги чува. Затоплување, ограничување на легло, проширување на легло, стимулативно прихранување. Стимулативно прихранување, докажано е, верувам, овој Врање, како се каже, Јанош Балинт, професионален пчелар, искусен пчелар, добар предавач, види се дека што ќе каже, дека држи вода, не може да кажеш дека нешто збори глупости, нели? Он вика дека тоа со джезве сипување по 200 грама свак втор ден е глупост. Пчела тоа не разбира. Ако и треба храна, наврти, наполни хранилка, она си зима колку и треба, и нека има повише, она ќе си го претвори тоа во мед. Така да јас тоа не практикувам, тоа стимулативно, па помалце. Видам, ако нема доволно, напуни хранилка, ајде со здраве. Нема да идам ја измеќар да убидам сваки ден. Што се однесува до затоплување, моите кошници се такви какви што сум ги прв пат купил. Значи, ја мислам дека они, ако требало некаква изолација, ќе ги продават со изолација. Ако требало јоргани, ќе го стават и јорган во таа редовна опрема што е на едно пчелно семејство. И тоа, нели, ќе ти го продаде со некој си пофино направеност. И заради тоа ја не затоплувам со такви материјали. Затоплувам единствено со ограничување на легло или со рамови порано,
па и сега зависи некој пат применува со рамови полни со мед и перга и унутра легло. И тоа е утоплено фактички, тоа е одличен изолатор медот. Од озгора ставам погача. Тоа само еднаш ставам погача, пак зависи од година. Секоја година ми е различна. Ако учи некој од мене, ќе вика овој збори глупости. Лани кажа ова кој сак не е такој. Значи и секоја година е различна. И различно за различни ситуации различно ќе реагираш. Значи за мене тоа е затоплување. Во февруари месец ставам погача само заради затоплување. И ете да имат на уста што се вика храна. Помеѓу две термодаски не мора, не применувам на сите, пробав, не можам да тврдам, ако немам аргументи, не можам да тврдам дека е супер, али гледам дека мене ми се свиѓа. Ми се допаѓа за тоа што ми е ограничено, па имат и убава и боја, такво ми беше селотеј помаранџас, па убаво се гледа и знам колку ми е мене легло. За преглед многу едноставно. Само дзирнеш, затвориш. Нема што да видиш дали нели исполнето со пчела веќе прелива од пчели, ако прелива одма само дигни, стави од страна овие рамови што се со мед или со малку мед, ставиш само внатре и постепено имам увид на развој на тоа пчелно семејство. До каде и колку е. Оноа на два спрата, не знам дали сега различно за ланструт. Аце прошли пут праша, што со тие рамови, нели? Прв пат за ланструт, како што си е од произведувачот, нели, два спрата се плодиште. И иде со ротација. Штом ќе се исполни, нели, доле се празни рамови, горе е легло, матица, штом ќе се наполни горе со пчели, со легло, со све, вршиме ротација и матица иде горе. Зашто се откажав од ова? Правам ротација, гледам, но некој да, супер, добри, одма се качила матица, дошло време да ставам медиште, гледаш дека више време медиште, нели, полно со пчели, а гледаш некој, па и поголем дел од нив, не се качила матица. Па доле, или го сватила како медиште. Тој спрат горе го сватила како медиште, па ќе почне да фрла мед, и сега овамо ставио, намо не стави и више викам не работам така. Една година, 2 години, више викам не работам така, па почнав на два спрата, па горе вишок на рамови, па трзај, па ги спуштам доле, вишок, што не е лошо, ама много дизајње и на располагање имаш 18 до 20 рама. Не можеш да ги запослиш 18 до 20 рама за таа една сезона. И заради тоа почнав на еден спрат ги развивам. Во март месец, кога е прв преглед, има некои зазимени, нели? Викам пак нема, нели, стриктно правило дека мора. Оние, некој има зазимено на два спрата, што се? Имало тогаш некоја храна или била лоша, не ми се отвара или не, едноставно не ми било дадено и ќе ги оставам на два спрата. Во март месец ги сведувам сите на по еден спрат, сите вишок на рамови ги ставам во магацин тук во пчеларник. Сите тие вишок на рамови правам селекција, што е затопење, кои се убави рамови, ги оставам тука во пчеларник. Или, а не, уште таму, или на начин како Рус Лев Плужников во Сталачите одевме неколку пати кај него и видовме на пчеларник како он ги чува, празните рамови ги чува од озгора. Доле му е плодиште, па има поклопна даска, отвор за хранилка, он има тегла, немам тегла, нели, отвор за хранилка и хранилка извадена, отворот отворен и наредени празни рамки од плодишни рамки. Значи, никој пат ги нема нападнато мољци на ваков начин. Значи, одличен начин за чување, кога ќе ми требаат и знам. Или, ако е ладно уште, ги ставам на страна да не ми пречат после ако треба прихрана, ако треба прегледи, нели, па ми пречи тој вишок на спрат, треба и него да го дизам, па да го спуштам.
ги зидам на страна некаде, увек има некој постолје вишок, нели? Имам направено за мрежен или на некоја подњача, нели, ќе ставим на постолје и ги редам во празни тела. Ретко, нели, 8 до 9 рама, да не биде многу густо, и ќе ги надзидам и ги оставам така. Значи, ми се нема случајно да ги нападне молјац. Молјац ги напаѓа дури таму негде летоске кој ќе фати топло. А иначе се во пролет нема никаков проблем да ти стои како резерва. И обавезно пишување. Креп трака, да не ги шкртам кошници, нели, па после не важи, на креп трака со маркер и напишам РИ, рамови извлечени. М во квадратче медишта. Значи да не ги па забравиш после што беше таму. Или рамови со мед, РМ. Имам рамови со мед кои што се така складирани некаде во пчеларник. И што работиш и ти погледнеш, рамови со мед, треба ми мед, одма си реагираш. А онака кога ми беа на 2 спрата, значи треба да ги може да имаше тамо негде доле, па тражи доле, па дизај, па спуштај и по-комплицирано ми. Проширување на легло, ова сите го знаеме, значи не се. Може во средина, ама дури тамо во паша или да се става рамка изечена или сатна основа, кога сакаме да спречиме роев нагони, кога е значи бруи од пчели. Инаку посебно во почетокот првите рамки секогаш се додаваат помеѓу легло и перга. Рам со перга тука се додава и тоа постепено. По еден рам. Откако ќе видиме дека е занесен рам, ставаме друг и така додека не ја исполниме таа една кошница. Стимулативно прихранување. Ова за мене е добро стимулативно прихранување. Сите збегови ми се прилагодени да може да се стави рам од озгора во збег. Сега, ако ставаме зимовски рамот го ставаме директно, рам со мед го ставаме директно врз пчели, врз сатоноши. А ако ни е за стимулативна прихрана, ставам поклопна даска, хранилка аут и во збег ставам рам со мед, за да они го почувствува дека е нешто туѓо и гледат што побрзо да го очистат и да го спуштат доле. Ротација на рамки, хоризонтална, вертикална, рам во збег, ова тоа веќе го кажав. Хоризонтална, значи, секој не сакаат пчелите да имат мед пред нив, го ставаат позади, а леглото е напред. Кога ќе видиме таква ситуација, значи само за 180 степена ќе свртиме, за да може мед да биде напред и повторно они го користат тој мед за да ослободат простор за легло. И после кога ќе ги исцрпам овие, нели, ставив една во февруари, една погача, после преглед сум ги извадил сите вишок на рамови, има некоја кој што пуна со мед, не и треба толку мед, нели? Ќе ги извадам, пак ќе ги надзидам во некое празно тело, рамки со мед, и после си додавам, после погача, додавам рамки со мед. Дали ќе биде позади преградна даска, дали ќе биде во збег, зависи од ситуација, зависи од пчела каква ми е и зависи од мене колку се брзам и како ќе направам. Кога ќе ги исцрпам, кога ќе ги строшам сите рамки со мед, тогаш настапувам, веќе температура се качува и настапува сируп. Ако има потреба, нормално. Не секој пат ставам, лани, например, сируп у пролет, пич не ставља. Чисто за тест, малце, па преклани, па утепамо се давајќи у пролет, беше страшно. Значи, зависи од година. Развој на легло, ориентационно ова, не знам, него ни бројам легло, мада го бројам пошто водам евиденција, нели, прво во јануари, па крај на март, па април, па релативно од година во година. Меѓутоа треба да се направи барем да има 8 рама, минимум 8 рама мед, 8 рама легло, за да може, за елер зборам, за да може да ставиме медиште. Како го ставам медиште? Уствари чек.
после ќе кажем како го ставам медиште, него сега доаѓа тој период кога веќе нема више што да нема да шириш. Све е ширено, све е проширено, више нема место. Додавани рамови, све уо. Што сега да правиме? Тоа се тие фактори за не сега фактори за роев нагон, лоша матица, лоши рамови, ненавремено проширување. Арно, ама кога ќе си роева година, море ти све преземи, они иде. Односно сака да иде. Тука сме ние на време да откриеме и на време да реагираме. Како? Ова ми е подолго години го употребувам овој метод и е сигурен. Меѓутоа, со оваа техника, која што прв пат имам слушнато, ова не е негова метода на овој Ханс од Германија. Узунов ни го донесе еднаш пред 14-15 години, многу одамна, го донесе практичар, професионален пчелар, кој што Узунов има пракса кај него, обавувано во Германија. И се трудам, нели, од свако будало ќе научиш нешто, ако слушаш. Ама, посебно сакам да слушам за некој кој што гледам дека има големи успеси. Докажан, значи, пчелар, професионален. И он вака работи. Значи, имаме една нормална семејство, како овдека што се гледа, горе матица, доле празни раднови, зборам за ланструд, меѓутоа истото тоа може да се направи и со даданблат, нема врска. Овдека е дадено, за пример, со 2 спрата, може да биде и на 1 да имаме матичњаци. Еве, значи, појава на матичњаци. И сега имам направено овие преградни даски, смалгарови даски, ама не се смалгарови даски намена за двоматично пчеларење, туку е баш хоризонтална преградна даска, за да може да ги поделам, нели, со мрежичка 10 на 10 во средина. И со отвори, со лета, еве ги има и горе и доле, за да може да ги усмерувам, со сунгерче ги затварам или ги отварам. Парчен се сунгерче и ќе ги затворам. Каде има потреба, нели? Нема од 8 лета како што е смалгарова даска. Меѓутоа, може и нешто да се импровизира, ставаат, нели, во матична решетка па мрежа, за да искористи тоа полетаljка, отворот. Значи, со најлон да ги прегради. Битно е да се преградат пчели. Зимаме кога сме виделе, нели, дека има матичњаци, тргаме све на страга, на подњача, ставаме празно тело и во него медишни рамови. Целомедиште фактички. Ставаме медиште и празен простор во средина, каде што ќе ставиме еден рам со отворено легло. Од онаа кошница што сме ја тргнале, нели, страна каде што има матичњаци, отворено легло, младо, ќе ставиме во средина, врз неа ставаме таа даска, замрежена смалгарова даска, и одозгора го враќаме комплетно целото семејство со сематица. Он вика дека не мора да се рушат матичњаци, семејството само ги руши. Меѓутоа, ја ако ги видам, бога ми, поми е сигурно да ги срушам барем оние видливи, ама оние не може да ги видиме и затоа ни вршиме преглед, ама па ни избега некој матичњак. И откако ќе го направам тоа, што сме добиле со тоа? Заборив да кажам дека летото е од позади на горното семејство. Сме го свртеле за 180 степена позади. Значи, сите излетници идат доле. Значи, комплетно во а тоа ни е медиште. Значи, они излетници, значи, они носат нешто. Значи, доле тоа медиште веќе е запоседнато и веќе, ако има мет, и ќе го наполнат со мет. Може и сат на основа сум ставljал, и сат на основа ќе излече. А оној рам што е со отворено легло, повлекуваат матичњаци. А горе веќе е ослободено, изроено. Има чувство дека е веќе изроена, пошто е веќе половина на пчели не отишле доле. И нема више нагон за роење. Сега, по 9 дена, после 9 дена,
враќаме све на свое место. Горната плодиште што е, го спуштаме доле, а медиштето на матична решетка го ставаме горе каде што му е место. Вика, зашто? Баш сега, секој ден ја купу по некој книгу, па кад имам време, прочитам. Овој Велагич, нешто ми стана интересен, пошто слушавме едно предавање во Врање или во Бујаново, каде беше во Врање, мислам, па нешто разбрамо, нешто не разбрамо, има фонија у спортска сала, лошо се слуша, ама нешто ми дојде тако да интересно, па затоа зема книгу, па да виду што пишува таму. Он прв пат, кога почнал, медишта ги ставал, нели, прво било класично, нели, ама еден период ги ставал медишта од оздола, не ги става од озгора на матична решетка, него како ја сега што демонстрирав, значи доле на подњача медиште, па од озгора стави плодиште со преграда со мрежа. Значи он импровизирал, не правил вакви даски како моје со лесонит, него на постоечка матична решетка, па мрежа ставил. Кој е вичен, нели, во рамка ќе ја стави мрежа, за да ги подели пчели. Значи, сите излетници, па нема вика бе стави медишта, не ми се качуе. Еве, још не се качуе горе. Значи, ти на сила ги натераш, да они сите излетници фактички од позади излегуваат и доаѓаат таму каде што е главниот влез, на главна врата. И он ги држал така, вика, фантастични резултати. Вика, таа година, вика, повише години, вика, сви се жали, вика, а мене супер. Арнома продолжил и на друга паша на ист начин и ништо. Доле, присилни матичњаци, присилни овие лажни матици, полен напрскано, катастрофа. За тоа се овие 9 дена. Значи, толку може, тоа е еден циклус, и после више, ако продолжиме више така, више ќе изгубиме смисол. Сега, што правиме со овој рам што беше доле, повлечени матичњаци, нели? Горе гледаме дека само медични рамови, а тој сме го извадиле, го ставаме во, што сакаме, рам со матичњаци. Руши матичњаци, стави, ако имаш свој селекциониран матичњак, ставиш матица, врати го назад во кошница ако не ти треба во тој момент, остави ги тие матичњаци најубави, па направи си рој од повише такви што има. Значи, едноставно, наш е изборот, зависи што ни треба во тој момент. Еве го вака некој мој план редовно што си го правам, нели, од прилике плюс минус е тоа, што работам што планирам во нареден период. Значи, прв пролетен преглед санација на угинати слаби друштва, тоа во март се прави, нели. Во март вадење на сите вишок на рамови, тоа веќе го кажав ја преске, нели, вишок на рамови, за да си ги селекционирам и да си ги маркирам. Да ги обележам јас све, да знам каде имам рамови со мед, каде имам рамови плодишни, каде имам преградни даски, па и преградни даски да не лутам после вишок и ги наредам во празни спратови и ќе напишам на нив ПД, преградна даска. И штом ќе ми треба преградна даска, не иду у магазин, него одма само се завртиш све тие на дофат на рука. Еве ги тоа време на селекција на рамови. Сега видите, овдека лево се медишта. Јас медишта ги чувам во магазин, тие што се врца мед. Како ќе изврцам мед, така ќе си ги оставам. Шубе ми беше, да не укисне, да не овој, амачичко бора, батко бора, прашага, јас со година право, вика, нема никаков проблем. Ја проба, стварно нема никаков проблем. Едино ако е некој рам да има полен унутра, може да ga нападне мојец. Ако има полен. Ама мои се чисти медични рамови, нека тако се умети мало и полен и знаев да ga нападне в тај рам. Важно, на тај начин ги чувам. Ама, има рамови кои што правам селекција после собирање за време на ставање на бежалици. Вршам селекција. Да не носам џаве, пошто у Куманово, од Пезово у Куманово ги носам, да ги врцам. Таму имам болји услови, направено просторија за врцање на мед.
И вршам преглед, сите празни, има суви. Суви спратови или сув рам, уопште не запоседнат, не напрскан со мед. Нив уште таму ги вршам селекција, да не ги носам дома. Складирам во посебни тела и овдека на страна и тие ми се за до година. Одозгора поклопна даска и завршена работа. А овие плодичните рамови, друго им правам. Сега кога идеме до 20 април, таман пред она кулминација на развој на пчели, започнувам со производство на матици. За да можам, нели, да се справам со оние, да сменам матици кои што треба и да го спречам на некој начин и роевиот нагони. Ова реколта ми се најбитните матици во 20 април што ги правам. И да потпунимо дупке. Има некои дупке, празни места, да направимо нови. Оваа слика што гледате за мене научна фантастика. 72 матичњака у еден стартер. Стартер и финишер е едно исто семејство и за мед едно. Значи едно исто семејство може да прави што сака од неја. 72, погледни еден матичњак било кој скина. Ово е на контрола на 24, после 24 сата колку се стартувани. А еве погледни млеч. Ја оволко млеч не сам видеа учели на после 24 сата. Погледај, пресадена ларва, пуна ќелија со млеч. Ама тој е Не, куде нас ниједна досег не е била, барем куде мене не. Збору за ово е за Израел, куде што и врва грој за раѓа. 1 мај, тие што сме ги пресадиле на 20 април, на 1 мај имаме спремено матичњаци, зрели матичњаци, кои што од нив што правам. Правев, нели, селекција. Пред да се почне со матици, правам една генерален преглед во април месец. Значи, убаво и со евиденција све и ги знам, после дома ги студирам. Таму ги евидентирам во пчеларник, а дома после ги бележам и ги студирам со кој семејство што ќе се прави. Оние што се екстра, најсилните, најјаките, на нив практикувам сега ќе кажам уствари што со нив правам. Оние средни што се, нели, гледаш дека ќе бидне за мед, ама има простор да се додава рамови, додавам рамови и стандардно си иде проширување. Оние најслаби, шугави што викам, тие матица ќе се замени со овие матичњаци, или ако има некој вишок на рам, од нив ќе направам повише вакви оплодњаци, ова се со цели рамови, нуклеуси, со 2 до 3 рама. Праша некој зашто е овој шише дека внутре? Против уроци. Не е против уроци, него да не ми треба да го селам и да не ми шета рамови. Погоди ми се тачно мерка, тачно мерка ми се погоди да празно шише ставам и 3 рама и шише и таман на мои петорамни нуклеуси што ги има. И може да транспортираш врзи и може да го тресеш, не може да се удара рам од рам. Како? Празно. Празно има повише. Повише направо ја. Сега тоа е еден дел од матичњаци, зависно пак од година, зависно од материјал колку имам, нели? Ќе направам дел, имам 20 на нуклеуси такви, ќе ги наполнам со пчели, со рамови. Од тие слаби, не од оние силни. Оние најсилни, еве што им правам на тие најсилни. Тие што више нема кај да шири, што е све пуно со пчели, пуно со лего. На нив, на подњача, празни рамови излечени. Може и некоја основа да се стави, нели? Ставаме од оние што ми се на страна, нели? Ставам си цело едно празно тело со излечени рамови, со плодични рамови на подњача и ставам овие даски, замрежена даска одозгора и заборавив да кажам, доле ја спуштам матица.
рам со матица. Меѓу тие рамови, еден рам или два рама со легло и матица каде што е, ги ставам доле и, значи, работа колку сакам таа матица. Има и да влече, и да носи јајца, и од страна по една рамка со мед. Врз мрежа, целото легло останато што ми е, го ставам од озгора, свртено на насад. Значи, повторно сите пчели излетници идат во долното тело, каде што е матица, и матица си има доволно пчели, а горе остануваат само млади пчели. Само млади пчели и легло. И таму може, пошто хранилка ми е горе, може прихрана и матичњак го ставам горе. Значи, до сега нема утка. Значи, горе, уште еднаш, може ли? Значи, доле ставам празно тело со рамови и ставам рам со матица каде што сум ја наша. Па од озгора преграда, мрежа и врз мрежа ставам постоечко плодиште што сме го тргнале на страна. И матичњак во него. И после на 20 мај, тоа на 1 мај сме го направили, на 20 мај веќе имаме две матици. И после више не дирам. Значи, роев период од 1 мај до 20 мај, тие пчели кои што така сум ги направил, нема шанси да се рои. Нема шанси да се рои во таква ситуација. И тогаш идам и гледам, може да се случи некоја неоплодена или нешто да е нели умела. Ако нема матица горе, никоме ништо, тргни даска, врати све на свое, стави медишти и спреми за пчела за паш. Ако видам дека има горе матица, одма маркер, бележиме, старата матица тргам на страна, а младата матица ја спремам за паша, односно додавам медиште. Значи, сум го спречил роевиот нагон на тие најсилните пчелни семејства, сум спречил роев нагон и сум сменил матица. И завршено е со него. Како ги спремам за паша? Која е конфигурација на кошница ми? Значи, на подњача целото легло да има полно, 8 рама, 10 рама, пошто и горе имам ставljено, нели? Ставам 2 сатни основи, тогаш дури ставам, кај некои ставам и порано, пак не е правило, али тогаш обовезно ставам, кога ќе дојде време да ставам медиште, ставам 2 сатни основи долу и 2 рама, кои најмалце ми се свиѓаат за шкарт, кои што планирам да бидат, ги вадам и ги ставам горе во медиште. Матична решетка, па медиште. Медишни рамови, горе ми се само медишни рамови, ама у средина има 2 рама со легло. Тие 2 рама ми се златни рамови. Значи, и готово више, завршена работа. После 7 дена треба да се направи, 7 до 9, треба да се направи контрола од тие рамови, ако имало младо легло, знае и да повлече матичњак. Треба да се исконтролира да не ни повлече матичњак, инаку тие рамови не ги врцам. Тие ми се резервни рамови. Значи, тие прво тие ќе ги наполни, пошто тие се полни и имаат и полен и мед. Тие рамови ми се за оние слаби нуклеусчиња што сум ги правил, кога ќе ми треба, само отвори, земи и додади ги таму. Не ми требале, нека си стојат. После, кога ги правам селекција на оние рамови кои ќе ставljам бежалица, за да вадам мед, нели, ако останале некои од тие рамови, повторно си ги дзедам, нели, оние суви рамови што немале мед, ќе ги селекционирам на една страна, а тие со мед што биле од плодиште, тие ги складирам во посебни тела, кои што па после за зазимување и ќе ги ставам врз некое семејство да ги чува, врз поклопна даска, не испод, врз поклопна даска, хранилка тргнеш на страна, од озгора, и тие рамови после за зазимување ми се наоѓаат да може да си ги поделам на пчели. А чист мед со чисти рамови иде у просторија за врцање на мед. Чим тој ga направиш, што више?
Што виш? Штетан сам више, само ќе правиш од чупли у празно и правиш грешко. Овој, нека си они собирав мед, знам дека се намирени, дека имав доволно, дека имаат медиште ставено, дека има простор за матица да си работи и можеш да си шеташ. Кад ќе се вратимо, здравје Боже, после 2 недели, 3 недели, тамо негде крај на јули обично ја врцам мед, после 20 тамо, зависи од време од ова. И еве си го резултатот после од таа напорна работа. Благодарам на вниманието.